Кошаркарките на основното училиште Свети Кирил и Методи се вратија од Радовиш, каде викендов остварија извонреден успех. Впечатоците се силни, возбудата уште не стивната. Градоначалникот Димитровски го посети училиштето, обезбедувајќи скромни подароци за девојчињата кои со резултатот ја афирмираа општината. Оваа екипа подолго време работи заедно, а кон неа постојано се приклучуваат нови девојчиња, вели менторот Сонја Матеничарска-Јович. Ова наша екипа, која е сега државен шампион, или на нашата држава, наши представници се од општината, Основното училиште Свети Кирил и Методи, работи повеќе години заедно, дел од нив се 3, дел од нив 4 години, значи од најмали нозе, после 5-то оделение. Сега ни се приклучуваат и помладите. Ова генерација ќе биде потик за сите нас, за сите генерации кои доаѓаат да учат и да се трудат да го достигнат, па и да го престигнат нивното ниво, да бидат ученици, спортисти и деца со кои ќе се гордее не само нашите училиште, туку и нашата општина. Јовеч со многу суперлативи за своите девојчиња, вели дека резултатот е плод на голема посветеност. Јас морам да кажам дека оваа наша екипа беше доследна и од почетокот, од кога почнавме со општинските надпревари, преку зонските, регионалните, и државниот надпревар, постојано сме први на државниот надпревар, имавме 4 победи, значи немавме ниту еден изгубен надпревар, а сето тоа е покрај работата на децата заеднички. Јас морам да кажам нивната упорност, нивната храброст, нивната издржливост и пред се, благодарение на нив и на ваква екипа, ние сме државни прваци. Освен освојувањето на победничкиот пехар, Александра Крстевска беше прогласена за најдобра кошаркарка на државното првенство. Во Радовиш на финалето си поминавме прекрасно, дадовме се од себе за да го освоиме ова место и сме премногу горди. Прогласија бидејќи дадов најмногу поени. Во Радовиш Свети Кирил и Методи најправен ја совлада екипата на Климент Охридски од Битола со резултат 35-22. Со 40-34 славеше над Ѓорги Пулевски од Скопје, а со резултат 32-15 против екипата на Рајко Жинзифов исто така од Скопје. Во финалето, кочанските кошаркарки ја совладаа екипата на Јосип Броз Тито од Струга. Свети Кирил и Методи имаше импресивен победнички од во сите надпревари до освојувањето на пехарот. Некои беа понапорни, некои беа полесни, така ги победивме. Одигравме 4 надпревари, последниот надпревар заврши 35-39. Резултатот на женската кошаркарска екипа на Свети Кирил и Методи е неприкосновен со зонава кога е во прашање училишниот општински спорт и ретко високо остварување што се однесува до екипите од кочанските основни училишта кои досега биле регионални победници.